Добро вечер. Недела 22 часот. Време за емисија во центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 45 до 50 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Ке продолжиме тамо каде што застанавме во четвртокот, каде што застанавме минатата емисија, ви најави во четвртокот дека ќе има нова политичка анализа. Четврта поред политичка анализа и на тој начин ќе го затвориме, ќе го заокружиме циклусот од 4 политички анализи и тоа ќе биде нашиот влез во локалните избори или во кампањата за локални избори кои треба да се случат на 17 октомври. Значи за еден месец ќе имаме прв круг на локалните избори. Пред 3 дена, на 17 септември, имавме тркалезна маса во владата на Република Македонија посветена на 30 години од патот кон македонската независност. И таму, освен Зоран Заев, присуствува политичари кои беа активни политичари пред 30 години кои се случува референдумот во Република Македонија. Сите, освен Бранко Црвенковски, што се вели оправдано отсутни Никола Клюсев и Киро Глигоров кои се веќе починати, но сите други релевантни чинители или учесници во процесот на референдумот беа присутни на таа тркалезна маса, освен Бранко Црвенковски. Преспа како мечка цел еден период од неколку години, после 2013 година, освен со интервју на Телма 2014 година, кога се појави побара оставка од Зоран Заев, го преспа целиот период Бранко Црвенковски. И тука се поставува прашањето, дали Бранко Црвенковски им должи нешто на македонските граѓани? Или од 1998 година, кога ги изгуби изборите од Љупчо Ѓорѓиевски, во она црна ролка, тетеравајќи се едва и се појави пред камерите, кои беа тогаш во плавиот клуб на Бихачка, каде што е седиштето на СДСМ, и им порача на македонските граѓани дека е тој за нив тука секогаш кога имаат потреба од него. Дали таа покана, дали таа понуда важи само кога треба да го донесат на власт? Значи, во момент кога Бранко Црвенковски нема шанси да дојде на власт, тогаш не важи неговата порака до македонските граѓани, македонските гласачи, дека е тука за нив. 8 години беше премиер, 5 години беше председател на државата. Од 2009 година, кога му истекува председателскиот мандат, значи од 2009 година цели 12 години, тој е на платен список на македонската држава и на македонските граѓани. Поранешен председател на Република Македонија. Има плата за него до пензионирање и плата за членовите на неговиот кабинет. Платен си човеч од македонските граѓани. Освен што си платен, те гласале на 15 септември 2002 година. Тие дале најголемата победа во историјата на македонскиот плурализам. Им должиш одговори на тие македонски граѓани. Кога ќе им ги дадеш одговорите? По 10 години кога ќе заврши целиот процес. Па гледај што све си има случено од 2014 година до денес. Емисијата ти е отворена. Нема ни едно прашање да ти постан појави се каже им што се случува на македонските граѓани. Даде им одредено објаснување на македонските граѓани. Те гласале, те плаќаат и имаш време да се дружи со оние политички метузалеми како Филип Војановиќ и Јадранка Косор, да шетате по Балканскиот полуостров и со оној лагумџија кој вели мој пријател Бранко Црвенковски, кој е роđен у истом граду где сам ја, а тоа е град Сараево. Со нив имаш време да се дружиш, меѓутоа на македонските граѓани немаш време да им објасниш што се случува во Република Македонија. Променето име, променето е презиме, се преговара со Бугарија. Се појави само декември со одредено пишано штуро соопштение декември минатата година, кога Орце Камчев и неговата екипа вода кампањата дека бугарите ќе ни стават вето, кога беше на нестрекно интервју на Зоран Заев за БГНС, тога се појави и го замрзна своето членство во СДСМ. Па немаш обврска само према симпатизерите и членовите на СДСМ. Сите граѓани на Република Македонија те плаќат. Од буџетот добива пари твојот кабинет. Тој буџет се полни со пари и на симпатизери гласачи на СДСМ, и на симпатизери гласачи на ВМРО, да поменат, на сите политички, па дури и тие кои не гласаат и кои не се симпатизери, го полнат буџетот на Република Македонија. Таква некоректност, таков некоректен однос кон историјата, кон луѓето, кон државата, па тоа може да си дозволи некој политички шалабајзар. Но човек кој бил 8 години премиер, кој важи за икона на СДСМ, кој бил 5 години татко на нацијата, па нели се повлече од членство и од лидерската позиција во СДСМ за да бидеш председател на сите граѓани. 13 години на власт во 30 години на Република Македонија
и да не се појавиш пред македонските граѓани да им кажеш што се случува во државата. Немаш време. Зошто немаш време? Играш домино и шах со пензионерите во Жена парк, градиш станови во Белград, зошто немаш време? И што е поважно за еден човек кој уживал таква доверба од македонските граѓани, кој одел на избори, барал доверба од македонските граѓани, сега кога македонските граѓани имаат потреба да слушнат што се случува, каде е Македонија, во кој правец треба да дојде Македонија, човекот како мечка заглави во пештери, не може да го најде никој. Тоа е Бранко Црвенковски. На секој ќе му дојде редот да биде критикуван, да биде фален, да биде напаѓен, да биде анализиран во рамки на емисијата во Центар. Тоа јас одлучувам кој ќе биде напаѓен и кога ќе биде напаѓен, а не партиските ботови кои доаѓаат и ми доставуваат список на партиски желби, што да снимам, како да снимам и кој да биде напаѓен и анализиран во емисијата во Центар. Остана еден дел кој останам должен минатата емисија или минатата политичка анализа, а тоа е да го дообјаснам евентуалниот таен пакт помеѓу луѓето на Бранко Црвенковски, можеби самиот Бранко Црвенковски, и независната кандидатка за градоначалник на град Скопје Даниела Арсовска. Кога ќе проучите или ќе прочитате биографијата на Даниела Арсовска, таму пишува првата информација која ќе добиете дека 2014 година таа станува председател на Сојузот на стопански комори на Република Македонија. Значи имаме две стопански комори. Големата или олигархиската стопанска комора, на чело на таа стопанска комора е Бранко Азевски, и вие знаете се за Бранко Азевски. Дека има удбашко потекло од Охрид, дека бил председател на младите на тогашна или поранешна Титова Југославија, дека бил директор на хотелот на Штирионаков Александар Палас, дека е доживотен председател, ајде така да кажеме, на оваа комора на олигархијата. Значи ја знаете целата биографија на Бранко Азевски. Дека бил почесен конзул на Црна Гора во Република Македонија, како паѓа од власт Мило Џукановиќ, така престанува да биде Бранко Азевски почесен конзул на Црна Гора во Република Македонија. И имате Даниела Арсовска. Освен што знаете дека 2014 година станала председател на Сојузот на стопански комори на Република Македонија, вие немате ниту една друга информација за неа. Како да е донесена од поплавата, како некој со кран од некаде, од Антарктикот или Арктикот ја земал и ја донел во Република Македонија. Никој е мајка, никој е татко, ништо завршила, никаде завршила, ништо работела, се бавела со сточарство, садела патлиџана или кромит или компири. Ништо не знаете што правела во животот Даниела Арсовска. Дури името не го знаевме. Даниела Арсовска. Сите медиуми така ја потпишуваа. Требаше да се кандидира за кандидат за градоначалник на градот Скопје, за да знаеме или да научиме дека се вика Даниела Арсовска. Освен една информација, дека постдипломски студии има завршено на Шефил универзитетот во Солун. И гледате која е коинциденција. Јас не велам дека тоа е случајот со неа, но е само коинциденција. Бранко Црвенковски во неговиот мандат од 2004 до 2009 година како председател на Република Македонија имаше распишено конкурс каде што доделуваше на напредни, на успешни студенти од Република Македонија да завршат постдипломски студии токму на тој Шефилд универзитет во Солун. Таму има и Наташа Савова. Еве случајно и Наташа Савова, најблиската соработничка на Бранко Црвенковски, има завршено постдипломски студии на универзитетот во Шефилд. Има и Ивона Талевска. Значи имат многу луѓе. Еве имала и Даниела Арсовска. Би било добро Даниела Арсовска да прифати едно интервју, да седне на интервју и да ја прашаме за незина кариера. Исто како што сакаме да го прашаме Петри Шелегов. Јас имам еден принцип, почитувани гледачи, дека кој има одредена лидерска трка, председателска, премиерска трка, парламентарни избори, избори за градоначалник на градот Скопје, или правам интервјуа со двата кандидати, или не правам со никој. Не можам со еден кандидат да направам интервју и да го масакрирам со прашање, а со другиот кандидат да не снемам интервју. Затоа велам, или ќе биде и со Шилегов и со Даниела Арсовска, или нема да иде со никој. Меѓутоа, мислам дека македонската јавност заслужува одговори од Даниела Арсовска. Што работело до 2014 година? Како е одбрана таа да биде кандидатот кој е промовиран, а подоцна избран како председател на Сојузот на стопански комори? И кој стоел зад неа? Кој е лоби групата на Даниела Арсовска? Дали има одредени релации со Бранко Црвенковски? Што работеле незините родители? Па куче и маче ко купувате, па педигрето им го проверувате. Овде за кандидат за градоначалник на Скопје треба да гласате, не знаете ништо за неа. Што работела мајка ѝ?
Дали работел татко и во Министерството за внатрешни работи или македонската полиција? Дали завршил со пензија или си дал отказ во Министерството за внатрешни работи? Дали се познавал со Зоран Верушевски? Дали се познавал со Диме Ѓурев, кој беше директор на јавна безбедност? Стево Пендаровски му беше шеф на кабинетот на Диме Ѓурев. Зашто станува збор? Тие информации Даниела Арсовска и ги должи на македонската јавност. Ние ќе се обидиме во емисиите кои следат дел од тие информации да ги презентираме пред македонската јавност, меѓутоа уште пред еден месец ја побарав на мобилен телефон Даниела Арсовска преку апликацијата Телеграм и не воспоставивме комуникација. И пишав порака, не добивме никаков одговор. Мислам дека е крајно време, госпоѓа Арсовска, наместо преку посредници и стројници да ми праќате пораки, да ми се јавите лично и да повелите на интервју во емисијата во Центар. Во периодот кога Бранко Црвенковски е председател на Република Македонија, тој периодот од 2004 до 2009 година има два портпароли. Значи во различен временски период, портпарол на Бранко Црвенковски е колегата Валентин Николовски, кој сега работи во Сител телевизија и тогаш работеше во Сител телевизија, и колешката од Канал 5, сега мислам дека се бави со приватен бизнис, има некоја PR агенција, Татјана Цветковска или Татјана Лопарски. Првото телевизиско интервју, после незината номинација како независен кандидат или независна кандидатка за градоначалник на градот Скопје, Даниела Арсовска го има на Сител телевизија. Го има баш со колегата Валентин Николовски. И тоа е веројатно случајно, бидејќи Валентин Николовски имаше интервју со сите кандидати за градоначалници на Скопје. По тој интервју, на инсистирање на колегата Валентин Николовски, Даниела Арсовска спомнува само едно име. Инсистира колегата Николовски кој ќе биде штабот или кој ќе биде екипата која ќе стои во кампањата за Даниела Арсовска. И тамо спомнува само едно име. Тоа е името на докторот Виктор Камнар. До пред 6, до пред 12 месеци Виктор Камнар беше директор на клиниката за ортопедија, што значи дека на таа функција бил поставен од министерот за здравство Венко Филипче. Блиски пријатели се Венко Филипче и Виктор Камнар, или биле блиски пријатели Венко Филипче и Виктор Камнар. Пред оставката на таа функција и по оставката на таа функција, Виктор Камнар се промовира во еден од критичарите на Венко Филипче, критичари на процесот на имунизација или на вакцинација во Република Македонија, станува близок до Јордан Орце Камчев, посебно до Наташа Савова, влегува во нивното гравитационо поле. Дали му ветувале дека ќе биде министер за здравство или не му ветувале дека ќе биде министер за здравство, не знам. Меѓутоа нешто се менува, нешто се смени. Виктор Камнар, случајно или не случајно, е кум со Игор Ивановски Шема. Сите кои се разбират од политика знаат дека Игор Ивановски Шема е најблизок соработник на Наташа Савова во врвот на СДСМ или во тогашниот СДСМ, кој беше раководен воден од Бранко Црвенковски. Дури многумина го гледа Игор Ивановски Шема како наследник, како природен наследник на Бранко Црвенковски. Дури Игор Ивановски Шема, ке си дозволам да кажам дека 2009 година, кога Бранко Црвенковски се враќа на чело на партијата, е најнесреќен човек, бидејќи тој себе си се гледаше на чело на партијата. Сметаше дека Бранко Црвенковски 2009 година ќе трча за втор председателски мандат или ќе оди во политичка пензија и дека после смената на Радмила Шекеринска природно би било Игор Ивановски Шема како тогашен генерален секретар на партијата во тој меѓупростор заедно со Зоран Заев да биде нов лидер на партијата. Игор Ивановски Шема беше еден од трите кандидати на Конгресот 2013 година. Тој се откажа непосредно пред одржување на Конгресот. На Конгресот се појавија Зоран Јовановски кој изгуби од Зоран Заев. И тогашниот состав на Централниот одбор на СДСМ е формиран на паритетна основа. 1/3 даде Зоран Заев, 1/3 даде Игор Ивановски Шема, 1/3 даде Зоран Јовановски. Виктор Камнар и Игор Ивановски Шема се кумови. И Виктор Камнар треба да биде клучен човек во штабот на Даниела Арсовска. Може би е случајно, може би не е случајно. Меѓутоа секоја со луѓе кои биле блиски на СДСМ, ВМРО ДПМ надлагале на власт во Република Македонија. Тоа се случи 1998 година, тоа се случи 2006 година. 1998 година ВМРО ДПМ на Љупчо Ѓорѓевски доаѓаат на власт во коалиција со Васил Топурковски, кој заедно со Бранко Црвенковски, со Киро Илигоров бе една од легендите или една од перијаниците на левото крило во Република Македонија или на рево ориентираните гласачи во Република Македонија. 2006 година ВМРО ДПМ на Никола Горевски доаѓаат на власт
со помош на Тито Петковски и партијата на СДП. Ако вамо е демократската алтернатива на Васил Тупурковски, овде е на СДП партијата на Тито Петковски. И двете коалиции се договорени во Грција. 1998 година во летувалиштето или во хотелскиот комплекс Порто Карас, 2006 година целата екипа предводена од Илија Камчев, таткото на Јордан Орце Камчев, оди и го моли Тито Петковски да направи коалиција со Никола Груевски. Таа коалиција направена и тоа значеше спас за Јордан Орце Камчев, кој само 9 или 10 месеци претходно мораше да бега во Бугарија да се спаси од одење на затворска казна или на топол оброк 3 пати на ден. И пред Даниела Арсовска, медиумите под контрола на опозицијата или финансиране со унгарски пари, има промовирано едно име како потенцијален кандидат за градоначалник на Скопје, тој е докторот Владимир Чадиковски. Владимир Чадиковски потекнува од лево ориентирано семејство, лево ориентирана фамилија, врвен доктор, исто како што е Виктор Камнар. Со Виктор Камнар сме и лични пријатели. Владимир Чадиковски не го знам, меѓутоа едниот и другиот имат моје огромно уважување, меѓутоа кога правиме политички анализи нема пријателства, туку има само факти. Владимир Чадиковски беше промовиран од медиумите под контрола на унгарските пари и тој демантираше или каже дека нема амбиции, дека нема желба да биде кандидат на опозицијата на градоначалничките избори. Дори тогаш е избрана Даниела Арсовска. Значи првично се оди со професорот Чадиковски, врвен оператор, детски кардиохирург, докато тој одбива да ја прифати таа номинација, се оди со Даниела Арсовска. Гледате, може би да е тоа све случајно, почитувани гледачи. Меѓутоа сум доволно време во политиката и новинарството, во политичкото новинарство и во правењето на политичките анализи, за да поверувам во случајности во политиката. Гледате дека имам некои документи, некои принскринови, некои материјали, одредени изјави кои се дадени во медиумите, одредени објави кои се битни за политичката анализа, па ајде мислам дека е време да искористиме дел од тие објави. Ова е објава на Татјана Лопарски на социјалната мрежа Twitter, еве таа објава, која гласи: "Утринска трчанка со мојата Даниела Арсовска. Подготовка за големата трка што предстои." Еве таа објава. Како што рековме пред 4 или 5 минути, Бранко Царенковски во неговиот мандат председател на Република Македонија, значи во тој период од 2004 до 2009 година има два портпароли во различен временски период. Портпарол на Бранко Царенковски е или колегата Валентин Николовски, кој случајно нели го има првото интервју со Даниела Арсовска кога таа е промовирана како независен кандидат на функцијата градоначалник на градот Скопје, и првата објава на социјалните мрежи за Даниела Арсовска го има вториот портпарол на Бранко Царенковски, Татјана Лопарски. Не можело тогаш да се стане портпарол на Бранко Царенковски ако зелено светло не дал Игор Ивановски Шема и Наташа Савова. Многу чудно, почитувани гледачи. Сите луѓе блиски на Бранко Царенковски отишли и завршили да работат во систина на Јордан Орце Камчев и Андреј Петров и Наташа Савова и сопругата на Зоко Меравац. Значи сите луѓе. Тука некоја приказна се разве дека Бранко Царенковски и Јордан Орце Камчев се во конфликт. Дека Бранко Царенковски и Наташа Савова се во конфликт. Дека тие не разговарат, дека не комуницираат, дека се на мртво скарани, дека прекинале воопшто да има телефонски комуникација така натаму и така натаму. А во целата ова приказна, вклучително и со Даниела Арсовска, не да мириса, туку смрди на ракописот на Наташа Савова, на Јордан Орце Камчев и на Бранко Царенковски. Тоа е една иста стратегија. Стратегија која почнува со Гордана Селјановска, подоцна ќе го анализираме тоа. Стратегијата мора да биде жена, нели? Целиот тој ракопис личи на Бранко Царенковски. Сите овие играчи кои се појавуваат спорадично или во главна улога во целата оваа приказна, вклучително и Даниела Арсовска, вклучително и незиното разузнавачко милје, вклучително и незиното семејно педигре, можни или неможни врски со Верушевски, можни или неможни врски со Диме Ѓурев, можни или неможни врски со Наташа Савова, студирање на Шефилд, Стево Пендаровски, блискост до Стево Пендаровски, дел на екипата на Стево Пендаровски кој оди во официјална посета на Загреб и така натаму и така натаму. Значи сите тие случајности составени во еден мозаик покажува дека не е ништо случајно, дека тоа е стратегија, дека така Бранко Црвенковски го има рушено и Владо Бучковски, и Радмила Шикаринска, а така ќе се обиде да го руши и Зоран Заев, без разлика дали се во добри или лоши односи Бранко Црвенковски и Зоран Заев. Бранко Црвенковски по истиот модел, тоа е проблем кај луѓето кои се електроинженери. Сите луѓе блиски на Бранко Црвенковски завршаа да работат во Систина, како што ви кажа.
Може би Бранко Царенковски ќе завршеше да работи во Систина, ама тој е експерт за висока струја, а во Систина веројатно треба експерти за ниска струја. Како велеше во оној телевизиски настап или на она кампања 2011 година, тој бил џамбо висок, а Никола Груевски само на билборди можел да биде повисок од големиот Бранко Царенковски, бидејќи е многу висок, тогаш експерт за висока струја. Да беше низок, ќе беше експерт за ниска струја и како експерт за ниска струја можеби ќе го вработи и него во Систина на Јордан Орца Камчев. Меѓутоа, тоа е еден исти ракопис. И тој ракопис, освен Никола Груевски, стои зад кандидатурата на Даниела Арсовска. Дали тој ракопис, дали тоа сценарио Бранко Царенковски го спроведува преку луѓе на Јордан Орце Камчев? Дали има некаква конекција со Никола Груевски? Драган Павлович Латас постојано во првата година од власта на Никола Груевски говореше дека Бранко Царенковски и Никола Груевски се најдобар тандем што се појавил на македонската политичка сцена. Едниот експерт за меѓународна политика, тоа е Бранко Царенковски, а вториот експерт за внатрешна политика, односно за економски прашања. Во право сум, ќе ја превртев чашата. И таа стратегија, таа композиција, таа коалиција стои сега за Даниела Арсовска. И кога вие ќе поставите прашањето чив кандидат е Даниела Арсовска, не може никој со сигурност да ви каже малку на Никола Груевски, малку на Бранко Царенковски и малку на Христијан Мицковски. Но преку Христијан Мицковски сите овие клучни играчи всушност се во политиката, која на крај треба да заврши со пораз на Зоран Заев, бидејќи на сите им одговора Зоран Заев да биде симнат од лидерската позиција во СДСМ и од врвот на македонската влада. Тоа е суштината. Тоа е производот Даниела Арсовска. Сега ќе видиме дали Зоран Заев гледал 4 или 5 чекори понатаму, дали предвидел дека ваква коалиција ќе му се случи, дека ваква коалиција ќе му се формира. Ова коалиција првпат му се појави кога беше на негово интервју за БГНС. Втор пат му се појави при бегството на Сашо Мијалков. Трет пат му се појави при апсењето на Јордан Орце Камчев. Четвртиот пат му се појави при расторањето на мерија од коалицијата. Петтиот пат му се појави таа иста коалиција која се споја Радмила Шекеринска и Стево Пендаровски. Веќе 2 месеци Радмила Шекеринска и Стево Пендаровски се во тајна коалиција. И тој ракопис се гледа дека за таа коалиција стои Бранко Царенковски. И сега треба да бидете политички дилетант, за да не може да ги видите тие процеси. Тие процеси се случуваат сега во Република Македонија. Носител, фронтмен, персонификација, може би таа не е свесна дека тоа е незината роља и незината задача, е Даниела Арсовска, независната кандидатка за градоначалник на град Скопје. Јавна тајна е дека Зоран Заев калкулира до последен момент, 2019 година стана збор, калкулира до последен момент дали да го номинира, дали да го предложи Стево Пендаровски да трча втора председателска трка. Првите председателски избори или првата председателска трка Стево Пендаровски ја изгуби. Ги изгуби тие избори од Ѓорги Иванов 2014 година. И постоеше џентлменски договор помеѓу Зоран Заев и Стево Пендаровски, кој е потврден од двајцата, дека ако Стево Пендаровски води на анкетите пред председателските избори 2019 година, тогаш да биде номиниран од СДСМ и коалицијата предводена од СДСМ. Иако Стево Пендаровски води на тие анкети, до последен момент Зоран Заев калкулира и размислува дали да го номинира Стево Пендаровски како кандидат на СДСМ на тие председателски избори. Во игра беа и Оливер Спасовски, и Радмила Шекеринска, и Никола Димитров, меѓутоа на анкетите води Стево Пендаровски. На крај Зоран Заев сепак одлучува, го предлага, го номинира Стево Пендаровски, Стево Пендаровски во вториот круг ја победи Гордана Силјановска. Меѓутоа се додека трае калкулацијата, калкулирањето, тактизирањето на Зоран Заев, Стево Пендаровски е во интензивни односи, во интензивна комуникација со Горан Минчев. За да може да разјасниме, почитувани гледачи, структурата околу Бранко Црвенковски е составена од 4 битни играчи. Едниот е Зоки Миравац, кој и денес е близок со Бранко Црвенковски, и тој е пријател со студентските денови, заедно имаат студирано електромашински факултет, тамо некаде пред 40 години. Вториот играч е Горан Минчев. Горан Минчев беше генерален секретар на СДСМ во периодот од 2006 до 2008 година. Тој е човекот кој беше најмногу напаѓан од Владо Бучковски и кој беше обвинуван од Владо Бучковски дека кревал гајби за Скопска пивара, па станал генерален секретар на партијата. Меѓутоа Горан Минчев е во роднински релации со Бранко Црвенковски. Сестрата на Горан Минчев е стора сватица на бракот на Бранко Црвенковски со неговата сопруга. Третиот играч е Игор Ивановски Шема.
Како што реков, Мигор Ивановски Шема секогаш се гледал како наследник на Бранко Цренковски, четвртиот играч е Наташа Савова, најблиска соработничка на Бранко Цренковски во периодот кога е тој претседател на Република Македонија и кога е лидер на СДСМ. Значи тоа е триумвиратот или четиримвиратот околу Бранко Цренковски, кој има битно влијание врз носењето на одлуките на Бранко Црвенковски и политичкото делување на Бранко Црвенковски. Значи, доека Стево Пендаровски нема добиено зелено светло или нема добиено согласност од Зоран Заев да влезе во претседателската трка или да биде кандидат на СДСМ на претседателски избори 2019 година, Стево Пендаровски е во перманентна, интензивна комуникација со Горан Минчев. Горан Минчев, кој е еден од 4 играчи од најблиска доверба на Бранко Цренковски, генерален секретар на партијата 2006-2008 година, тој е човекот кој ја бара оставката на Радмила Шекеринска, дојка се наоѓа на некоја плажа или на летување на хрватското крајбрежје. Радмила Шекеринска после катастрофалното губење на изборите 2008 година од Никола Груевски, најави оставка, но не сакаше да свика конгрес. Тогаш беше битката дали Радмила Шекеринска ќе го подржи Зоран Заев и нема да дозволи Бранко Црвенковски да се врати на чело на СДСМ, или Бранко Црвенковски ќе го предложи Зоран Заев како веден лидер да ја топли неговата фотелја, па по 9 или 10 месеци по завршување на неговиот претседателски мандат тој ќе се врати на чело на СДСМ. Во меѓупростор беше апсењето на Зоран Заев за Глобал. Тоа беше едно интензивно ферментирање во врвот на СДСМ, што ќе се случи со таа партија после заменувањето на Радмила Шекеринска. Значи Горан Минчев е еден од клучните играчи, учесници во тие процеси. И тој има интензивна комуникација со Стево Пендаровски. Горан Минчев всушност ја развива стратегијата да биде формиран трет пат, трет силен политички субјект во Република Македонија, кој ќе биде на половина пат оддалечен од СДСМ и од ВМРО ДПМН. Има два играчи со кои се водат интензивни разговори. Едниот е Стево Пендаровски, вториот е Живко Мухетов, генералниот директор на Скопски алколит. Во неколку наврати Бранко Црвенковски му има нудено на Живко Мухетов или функција градоначелник, или функција технички премиер, или некои други функции, и наводно Живко Мухетов, иако ги има примено тие предлози, ги има одбиено тие предлози. Значи Горан Минчев води интензивни разговори со Стево Пендаровски. Дури е постигнат джентлменски договор. Ако Зоран Заев и СДСМ не го предложа Стево Пендаровски на функцијата претседател на Република Македонија, тоа да го направи Стево Пендаровски сам, да влезе во една независна кандидатура, исто како што сега прави Даниела Арсовска, а Горан Минчев со одредена политичка групација би застанале за неговата кандидатура и тие би воделе целата кампања. Затоа велам, истиот е ракописот. Тој ракопис го гледате и 2019, и 1998, и 2006 година. Против кого трча Стево Пендаровски на изборите 2019 година? Против Гордана Силјановска. Значи два играчи, очинелот на Бранко Црвенковски. Стево Пендаровски, кој беше советник на Бранко Црвенковски 5 години, кој беше претседател на Државната изборна комисија, која ја верификуваше победата на Бранко Црвенковски на изборите 2004 година, и Гордана Силјановска, кој беше министер во владата на Бранко Црвенковски 92-94 година, кога нејзиниот сопруг добива лиценца за фришоп на македонско-косовската граница. Тај 1994 година Бранко Црвенковски не ја соопштува својата влада или својот кабинет до 24 часот, го пречекорува дозволеното време, бидејќи води интензивни разговори, не знае како да ја одбие Гордана Силјановска, која моли да биде министер во владата и после 94 година. И тоа е ракописот на Бранко Црвенковски. Има еден кандидат, Стево Пендаровски, втор скриен кандидат Гордана Силјановска. Нешто слично се случува и сега на локалните избори. И сега повторно ќе дојдат ботовите на ВМРО ДПМН и ќе рече тоа ти е 50-та емисија, каде што анализираш за ВМРО ДПМН и за Христијан Мицковски. И при тоа не сваќа дека ова е 4-та емисија, каде до ситни цреста анализирам што се случува во СДСМ и што се случува во македонската левица. Крилото на Бранко Црвенковски, видите, Бранко Црвенковски смета дека ова СДСМ е негов ДНК, дека е негов амалгам, дека структурите кои сега потекнуваат од СДСМ се структури кои Бранко Црвенковски ги има негувано како деца и ги има донесено на тие позиции, ги има донесено на тие функции. И одеднаш детето се самостојува, пораснува и можеби му врте крп или заминува од домот на својот татко. За да може да разберете, почитувани гледачи, што се случува сега. Во ВМРО ДПМН на чело на партијата, сега изменате 10 или 15 години, биле луѓе кои Бранко Црвенковски како рентакар
и ги има ставено на располагање на ВМРО ДПМН да глумат власт во македонската десница. Од структури во судството, структури во разузнавањето, структури во полицијата, структури во олигархијата и во бизнисот. Сите се тие структури кои се под контрола на Бранко Црвенковски. Тој ги има формирано, тој ги има создадено и тој има дадено зелено светло тие како рентакар, суди, олигарси, политичари, да дојдат и да бидат блиски до ВМРО ДПМН. Кога тоа ќе го разберите, дека барем половина од екипата на Никола Груевски, барем половина од сегашното лидерство на ВМРО ДПМН, се рентакар политичари на Бранко Црвенковски, кои му се ставени на располагање или се ставени на располагање на ВМРО ДПМН, тогаш многу полесно ќе ги прифаќате и ќе ги разбирате моите политички анализи. Горан Минчев само уште мало до објаснување. Кум на Горан Минчев е Миле Зечевиќ. Во различни временски периоди Миле Зечевиќ е една од клучните личности во врвот на СДСМ. Бил шеф на македонската државна безбедност. Ми се чини дека освен Миле Зечевиќ и Горан Митевски, сите останати шефови на македонската државна безбедност имаат завршено во затвор, дали 5 или 6 играчи. По тоа е Македонија карактеристична, неспоредлива со другите држави. Вие нема да најдете држава во светот која има 5 или 6 шефови на државната безбедност во изминатите 30 години ставени на топол оброк 3 пати на ден. Затоа велам освен Миле Зечевиќ и Горан Митевски, сите други има завршено во затвор. Миле Зечевиќ во 2 наврати бил организационен секретар на СДСМ. Прв пат 2006, 2007, 2008 година во мандатот на Радмила Шекеринска и втор пат во мандатот на Зоран Заев. И 2 пати е сменет од таа функција. Кум е со Горан Минчев и случајно е член на надзорниот одбор на Стопанска банка Битола. Кој е главен акционер во Стопанска банка Битола? Јордан Орце Камчев. Кој е десна рака на Јордан Орце Камчев, да не речам нешто друго? Наташа Савова. Што беше Наташа Савова? Најблиска соработничка на Бранко Црвенковски. Каде ви реков дека биле вработувани најблиските соработници на Бранко Црвенковски? Во Систина. И случајно и Миле Зечевиќ е ставен во надзорниот одбор на Стопанска банка Битола, а таму беше формацијски вработена Наташа Савова. И вие повторно кога дојдете кречете, не, па тоа е случајно. Нема случајности кога станува збор за Бранко Црвенковски, кога е пајаковата мрежа која ја гради Бранко Црвенковски. Таму има државна безбедност, полиција, подземје, олигархија, политика, судство, се. Затоа велам, Бранко Црвенковски е еден од најопасните играчи, најопасните противници кои постојат на македонската политичка сцена. И гледате, во приказна има многу кумови, големо семејство, еден на друг се кумови, соработници, пријатели, се вршеле, си правеле услуги и сега дојде време да искористиме барем дел од овие материјали кои ги имам подготвено, да не испадне дека ќе ги чувам за зимница или за некоја емисија по 1 или по 2 недели. Ова е официјална фотографија од посетата на Стео Црвенковски, официјалната средба со претседателот на Република Хрватска Зоран Милановиќ. Нова фотографија гледате Стео Пендаровски, до Стео Пендаровски случајно Даниела Арсовска, а до Даниела Арсовска случајно Драган Митковски. Ќе го анализираме Драган Митковски, меѓутоа прво да видиме фотографијата Стео Пендаровски и Даниела Арсовска. Даниела Арсовска врска нема со Бранко Црвенковски, нема допирна точка со Бранко Црвенковски, овој Стео Пендаровски не го ни познава Бранко Црвенковски, не се знаат, не комуницирале. И гледате во официјална посета на Република Хрватска, Стео Пендаровски и Даниела Арсовска во делегацијата снимени тука заедно на оваа фотографија. Сега ќе одиме и чекор понатаму да може покрупно тоа да го видите. Зоран Милановиќ, Стео Пендаровски, Даниела Арсовска и лево на крај Драган Митковски. Драган Митковски е човек од голема доврба, да не речам најголема доврба, на Никола Груевски. Ево Драган Митковски со Сеат Кочан. Медиумски магнати едниот и вториот. Во времето на Никола Груевски и случајно подпредседатели на Сојузот на стопански комори, каде што прв човек е Даниела Арсовска. Ево го повторно Драган Митковски. Овој пат на промоцијата на конзулатот, на почесниот конзулат на Република Унгарија во Штип, почесен конзул на Република Унгарија, случајно и тамо во бегство на гулаш 3 пати на ден Никола Груевски и почесен конзул е Даниела Арсовска. Ова е отварање, свечена промоција на почесниот конзулат на Република Унгарија во Република Македонија во Штип, присутен е Драган Митковски. Еве го Драган Митковски и Никола Груевски. Ова се све официјални фотографии или објавени на портали,
или објавени на Facebook, или објавени на Instagram. Гледате го, Драган Митковски и Никола Груевски, како дуле и коки, како тихи и прли од отпишаните, гушнати, два ратна другара, пријатели од детство, заедно израснати во Ѓорче Петров. Доаѓаме до главното. Еве го Драган Митковски, со Игор Ивановски Шема. Случајно овој Игор Ивановски Шема е кум со Виктор Камнар, случајно овој Игор Ивановски Шема требаше да биде наследник на Бранко Црвенковски. Интересно, Драган Митковски ми е колега од факултет. И кога е номинацијата на Даниела Арсовска, јас му се јавам на Драган Митковски, побарувам средба со него, а Драган Митковски на својот Фејсбук има објавено мноштво на фотографии како се дружат и се на заедничко зимување со Игор Ивановски Шема на Копалник. Од кога му кажувам за врската со Игор Ивановски Шема и со Даниела Арсовска, Драган Митковски ги избриша сите фотографии, затоа не ви ги објавувам, иако ги имам симнато тие фотографии, каде што Драган Митковски и Игор Ивановски Шема не само што се дружат, туку се на заедничко зимување на Копалник. Се надам дека добро поминале. По покана ми Драган Митковски или популарниот Драги книга, бидејќи има завршено сметководство, така е прекорот под кој го знаевме на Економскиот факултет во Скопје. Инаку Драган Митковски заедно со Сејат Кочан се избрани на функцијата подпредседатели на Сојузот на стопански комори, на каде што прв човек е Даниела Арсовска. Еве го тоа. И тогаш ја пишува Даниела Арсовска. Таа требаше се појави, велам, во кампањата да биде кандидат за градоначалник на градот Скопје, за да го дознаеме незиното вистинско име. Тоа е, значи, Драган Митковски, клучен играч. И тоа е институцијата каде што Никола Груевски фрлаше пари и пари. Дури медиумите пишува дека Драган Митковски, кој беше сопственик на една телевизија или на некои телевизии низ Република Македонија, и дека тие телевизии, дека тие инвестиции биле предмет на истрага на специјалното јавно обвинителство, некои новинари, некои медиуми, некои портали има објавено дека Драган Митковски може да биде заштитен сведок на специјалното јавно обвинителство. Дали е тоа точно или не е точно, не знам, само цитирам што беше пишувано во македонските медиуми. Но велам, ова е екипата. Имате Виктор Камнар, имате Игор Ивановски Шема, имате Даниела Арсовска, го имате Драган Митковски, го имате Никола Груевски, го имате Бранко Црвенковски. И сето тоа е случајно. И овие фотографии кои јас вас ви ги објавувам, кои јас вас ви ги презентирам, сето тоа е случајно. Стео Пендаровски не се позна со Даниела Арсовска. Одедна Стео Пендаровски почнува да напаѓа владата на Зоран Заев. Не дека нема место за критика. Секоја влада треба да биде критикувана, треба да биде напаѓана. Меѓутоа, кога тоа го правите во моменти кога таа влада едва изима воздух за преживување, тога сваќате дека и мотивите и намерите ви се малку поразлични отколку добронамерна критика да се поправат одредени политики. И Радмила Шекеринска, кој е како дете растена од Бранко Црвенковски, на кој Бранко Црвенковски ги простува секакви политички излети изминатите 20 или 30 години. Ако се сеќаваш, Радмила Шекеринска заедно со Тито Петковски и Велија Ранковски го формираше Демос, тој е само 6 месеци после доаѓањето на Бранко Црвенковски на чело на СДСМ. Кога на еден централен одбор Бранко Црвенковски ја моли Радмила Шекеринска тоа да не го прави, да се врати во СДСМ, бидејќи местото е во СДСМ, и 2 години подоцна ја номинира Радмила Шекеринска како кандидат за премиер на изборите 2011 година, предложено од страна на СДСМ. Тоа се играчите на Бранко Црвенковски. Со тие играчи Бранко Црвенковски ќе го руши Зоран Заев. Не може да поднесе Бранко Црвенковски. Се обиде 2014 година да го сруши Зоран Заев. Во меѓувреме Зоран Заев му ги смена делегатите. Му ги купи делегатите и Бранко Црвенковски немаше шанса да го смени Зоран Заев на конгресот кој се случи 2014 година после губењето на изборите, презателски парламентарни избори од страна на Зоран Заев. Нема шанса Бранко Црвенковски да се помири некој друг да биде на чело на неговата партија. Како вели, тоа е негова ДНК. Ако е негова ДНК, тога според филозофијата на Бранко Црвенковски тоа е негова собствено. Даниела Арсовска е дел на структурата која треба да работи на тој процес. Може би тоа нема да се ефектуира на овие градоначалнички избори. Меѓутоа, гледате стратегијата, почитувани гледачи. Жена мора да биде. Има 3 жени изминатите 2 или 3 години кои Христијан Мицковски ги промовира во својот мандат. Едната е Рашела, втората е Гордана Селјановска, третата е Даниела Арсовска. И тие губат или се на некој начин изгорени. Последното решение е Даниела Арсовска. И тоа е ракопис на Бранко Црвенковски. ВМРО ДБМН се обидува да го смени, да ја смени сликата која е емитува према македонската јавност. Тоа е слика на една милитантна партија, една партија која не се менува,
Една партија која не може да ги привлече жените и неопределените гласачи. И затоа ја менуваат својата стратегија. Нешто слично се случи во Америка, тоа сум ви го објаснал неколку пати. На изборите пред 15 години, седна во Демократската партија, направи анализа и оценија дека е дојдено време кога Црнец треба да биде нивни кандидат на претседателските избори. Така е измислен Барак Обама и победува во 2 мандати, 8 години претседател на Соединетите Американски држави. Како контраодговор Републиканската партија има можност да кандидира некој латиноамериканец, да кандидира жена, тие се одлучува тоа да го направат со Доналд Трамп. Одредена екстремна варијанта, која може да привлече екстремни гласови кои се симпатизери на републиканците, никогаш немат излезено на гласање. И двете политички структури всушност прават една темелна политичка анализа. Демократите сметат дека треба да ги придобијат црнците, а подосна и да ги придобијат жените, затоа ја номинират Хилари Клинтон, а републиканците сметат дека треба да ги добијат екстремни гласови. Нема корона, има светски заговори, така натаму и го номинира Доналд Трамп. И тоа се математики, бидејќи политиката во основа е математика. Тоа нешто слично сега се прави во ВМРО ДПМН. Бидејќи смета дека ВМРО ДПМН треба да пласира друга слика, да ги добие неопределените гласови на своја страна, тие ја номинират Даниела Арсовска, како што 2019 година и има номинирана Гордана Силјановска. Ке ве молам, почитувани гледачи, една работа мора да разберете. Ништо во политиката, повторувам, ништо во политиката не е случајно. Се што се прави во политиката е со намера, со мотив. И клучно е во политичките анализи да анализирате причината или да го детектирате мотивот. Гордана Силјановска е одбрана 2019 година, подготвувана 1,5 година предходно, донесена е на таа функција. Требаше да победи на претседателските избори или да направи одредена кампања на претседателските избори кои треба да бидат влез за парламентарните избори, дали предвремени или редовни. Се покажа дека не располага со доволна енергија, дека е екстерно интелигентна жена, дека е многу паметна жена, меѓутоа не располага со доволна енергија да биде фронтмен на одредени процеси. Потоа се измислува Рашела Мизрахи. И Рашела Мизрахи треба да биде клучна личност, не Наке Кјулев, туку Рашела Мизрахи треба да биде клучна личност во таа техничка влада која треба да ги спроведе изборите. И жената ја промашува целата своја улога и наместо да биде некоја модернизирана, повеќе национална, националистичка верзија на Гордана Силјановска, тоа одлучува дека треба да биде Ибе Паликук. И дека треба да води националистичка кампања, кога е составен дел или е министар во владата кој треба да ги спроведе изборите. И е смената уште пред да и почне функцијата. И на крај се одбира Даниела Арсовска. Даниела Арсовска има многу повеќе шанси да победи на некои избори внатре-партиски или парламентарни по 6 месеци, отколку што стига може да победи на локалните избори. Меѓутоа тоа не е незината роља. Таа е избрана за да може да биде направен терен, жена да биде. Значи, начело на ВМРО ДПМН треба да дојди жена. Може нема да биде Даниела Арсовска. Јас мислам дека ќе биде некоја четврта жена. Жена која е многу блиска и до Никола Груевски и до Бранко Царенковски. Дури можеме и да го претпоставам името на таа жена. Мислам дека сега се водат разговори со таа жена. Се водат преговори со таа жена да ја убедат, бидејќи на ВМРО ДПМН им треба мајка која ќе ги залечи раните, која ќе ја рехабилитира партијата, која ќе ги подобри релациите, односите со меѓународната заедница, кој ќе прати порака дека тоа е партија која се сменила, не она стара партија која седат по крчми и по општински комитети, брадосање и немањати луѓе, туку дека е една модерна партија која може да дојде на власт во Република Македонија. Жена треба да биде гарант на тие процеси. Тоа не беше ни Гордана Силјановска, не поради интелигенцијата, поради недостигот на енергија. Од друга страна, Рашела Мизрахи имаше енергија, но немаше интелигенција да води тој процес. Сега ја појавува Даниела Арсовска, која може да успее и не мора да успее. Ако не успее Даниела Арсовска, мислам дека веќе се подготвува и се работи на името на четвртата жена. Тоа е ВМРО ДПМН сега во моментот. Некој треба да гарантира за нив. Има две можности. Да бидат малцински партнер во влада на Зоран Заев и преку малцинско партнерство во влада на Зоран Заев некој да ги рехабилитира дека по 1, 2, 3, 4, 5, не знам, 10 години може да дојдат на власт во Република Македонија, или да најдат лидер кој ќе ја смени физиономијата на ВМРО ДПМН, кој ќе ја смени ВМРО ДПМН, кој ќе даде гаранција
и пред домашната јавност, и пред странците дека ова е смената ВМРО ДПМН. 4 години имаше можност Христијан Мицкоски тоа да го направи. Нема ни капацитет, нема ниту волја, нема ниту желба тоа да го направи. Се натовари како брод за наредни 2 или 3 генерации, но не смени ништо, ниту една уметничка слика не смени во ВМРО ДПМН. Човекот покаже дека нема капацитет да направи промени. Како вие ќе донесете некого на власт, ако тој упорно не сака да се промени? Ако упорно граѓаните меѓународната заедница им кажуваат дека тоа што го презентира, дека тоа што го прават, дека не дава резултати, и те упорно не ги слушаат тие пораки, тогаш како некој ќе ги донеси на власт? Ќе гласат македонските граѓани? Имавме ние милион такви примери. И во Словенија, и во Словачка. Сме имале такви примери и тука во Република Македонија. Вие може да победите на избори, но ако не добиете зелено светло од крупните чинители на светската политика, вие не може да формирате влада. Може ВМРО ДПМН и да победи на некои избори. Сепак ќе држат оваа власт, афганистанска власт на Зоран Заев. Видите, мора да се случат два процеси. Да се откажа странците од одредена гарнитура во која многу инвестирале и одредена талибанска гарнитура. Тоа што ви го објаснав минатата емисија или предминатата емисија. Гледате што се случува во Афганистан. Имате афганистанци каде што 20 години меѓународната заедница инвестира и на крај тие се покажуваат дека се некапацитетни да спроведат политика за која се донесени на власт. Во таква ситуација тие ги вадат талибанците од затвор во Пакистан, ги носат во Катар во Доха, 3 години водат тајни преговори со нив, ги носат на власт, бидејќи за 7 дена како кула од карти се растура целата власт на афганистанците. Кои се талибанците во Република Македонија? Бранко Царенковски во Македонија, оној Никола Груевски, кој не е во затвор како оној талибанецот во Пакистан, тука е во домашен притвор или во хотелски во наводници притвор во Будимпешта, кој што е контролиран, секој негов чекор е контролиран во Будимпешта, ја плаќа својата слобода во Будимпешта, живее во Будимпешта и може да биде секој ден испорачан во Република Македонија. Тој ли е талибанецот со кој ќе преговара странците ако се покажи како неуспешна владата на Зоран Заев? Гледате како полека се затвараат коцките. И бегството на Груевски, и Христијан Мицкоски, и Даниела Арсовска, и Бранко Царенковски, и молчењето на Бранко Царенковски, и овие подземни игри кои сега ви се случуваат во Република Македонија, повторно бомби, гнасни бомби кои се пуштат и така натаму, сето тоа е како предвесник на нешто што може да се случи. Се ми се чини дека не е дојдено времето да се случи тоа, а чувството и анализата никош не ме лажат, и дека ќе се прават разни гнасотилоци, гразни саботажи тоа да се случи во Република Македонија и дека после тоа што се случи во Црна Гора беше само прашање на време, на техника, кога тоа ќе се случи во Република Македонија, дека токму Црна Гора и Република Македонија се места каде што се кршат копјата помеѓу Западот и Истокот, и јас се надевам дека во Република Македонија тоа нема да се случува на начин како што се случуваше во Црна Гора и тоа што беше на Цетинскиот манастир минатата недела. Ите почитувани гледачи, што е клучниот проблем на ВМРО ДПМН? Не ни Мицкоски, не ни Александар Николовски, не ни Никола Груевски, не ни Сашо Мјалков, не никој. Клучниот проблем на ВМРО ДПМН, односно двата клучни проблеми на ВМРО ДПМН, не можат да определат мерката. И на крајот, кога ќе промашат мерката, секоја се закуцуваат во некои руски степи или некои руски тундри и не можат да излезат од тоа руско блато или таа руска кал. Не можат мерката да определат, бидејќи никош и не знаеле да определат мерката. ВМРО ДПМН има оценето дека клучен фактор на нивниот пораз на изборите 2016 година, односно пировата победа, која победуваат, меѓутоа не може да формираат влада, и на шарената револуција дека е Твитер мрежата. И дека преку Твитер мрежата тогашниот британски амбасадор Гарет и американскиот амбасадор во Република Македонија ја воделе главната кампања за рушење од власт на Никола Груевски. И што прави ВМРО ДПМН? Формира 1000 лажни профили на Твитер, за да може да ја контаминира до крај таа мрежа. Значи, тие проценува дека Твитер е главната причина или главниот виновник за нивниот пораз и симнување од власт, при тоа не прават ништо да се сменат, туку прават се да го контаминира Твитер. Прават 1000 профили и сега вие ако ќе одите на Твитер, вас ви одмилува да читате на Твитер, бидејќи таму има 1000 лажни профили на ВМРО ДПМН, кои сите како папагали повторот е да иста работа. И втората стратегија е она Дженаро Гатузо стратегија која се нареком. Вие кои не се бавите со фудбал или кои не следите фудбал, Дженаро Гатузо беше фудбалер на Милан,
беше задни везни, што се вели, или играч кој ја расипуваше играта на противникот. Или правеше одредени фаули за 3 месеци затвор. Тој не знаеше да даде гол, не знаеше да дрибла, не знаеше да плени, не знаеше да привлече публика, меѓутоа знаеше да скрши нога или да ја растури играта на противникот. Па што прави сега ВМРО ДПМН? Ја растура играта на противникот. Прави се да им ја растури, да им ја скрши играта. И спроведува Дженаро Гатузо стратегија. Фронтмени на таа Дженаро Гатузо стратегија се Александар Николовски, Антонио Милошевски, Илче Гебелс или Илија Димовски, Владко Ѓорчев и Христијан Мицковски. Тоа нема да им донеси гласови на ВМРО ДПМН, но нивната стратегија е да им одземи гласови на СДСМ. И тука промашуваат. Те се обидуваат да ја копира стратегијата на СДСМ која водеше до 2016 година. Знаете ли кој беше резултатот на стратегијата на СДСМ? 2 мандати помалку од ВМРО ДПМН. И стратегијата на ВМРО ДПМН, таа Дженаро Гатузо стратегија, е 2 мандати помалку за ВМРО ДПМН во однос на СДСМ. За ВМРО ДПМН да победи на избори, мора да ја смени таа Дженаро Гатузо стратегија. Гледате што вика Александар Николовски. Овој последен нон-пейпер на Бугарија го пишувале или Никола Димитров, или секретарката на Никола Димитров, и можел Никола Димитров да го туши. И ќе ја пласира болбата, ќе ја пласира лажната вест, и некој ќе го тужи, и 3 години ќе се влечка по судски ходници, за да докаже дека не бил во право Александар Николовски. Ало, човече, те демантира Обединетите нации, те демантираше Словачка, те демантираше Чешка. Секоја изјава ти е лага. Ке дојдиш во фаза кога ќе се представиш на некој странец дека се викаш Александар Николовски, нема да ти верува, ќе ти бара лична карта да му се идентификуваш дека си навистина Александар Николовски. Таа стратегија се случува сега во Република Македонија. Гледат секој кој е голем хейтер на социјалните мрежи, ги купуваат најголемите хейтери на социјалните мрежи, и ако им е противник Заев, Петри Шелегов, Васко Ефтов, небитно, ги плаќаат, ги стимулираат и тие водат хейтерска кампања против сите оние за кои ќе им биде платено да водат на таква хейтерска кампања. И така ли ќе го добиете Скопје? Па направите разлика, гледате што прави Петри Шелегов. Јас немам убаво мислење за Петри Шелегов. Никогаш не сум бил пријател со Петри Шелегов. Петри Шелегов изминатите 30-40 дена се шеташе со Еди Рама, албанскиот премиер, по кеот на Вардар, кој тој го има реконструирано. Имаше средба со градоначалникот на Тирана и водеше велосипед во Скопје. На најбогатиот албанец Беџет Пацоли му дозволи да гади кратни гаражи во општина Чаир. И за разлика од Петри Шелегов, вие водите хейтерска кампања против Петри Шелегов. Сите гласови албански ќе ви купи. И на крајот на денот што вреди повеќе? Овие албански гласови, 30, 40, 50 илјади, кои ќе ги добие Петри Шелегов, или таа хейтерска кампања која вие финансирате и стимулирате? Колку гласови ќе ви донесе таа кампања? Или колку гласови таа кампања ќе одземи на СДСМ? 1000, 2000, 5000, не би рекол. Но направите споредби математика, 5000 помалку или повеќе од 50.000. Кој ќе му донесе гласови? Кој ќе донесе гласови на Даниела Арсовска? Таравари, села, па те се силни Гостивар, силни се Струга. Единствено Африм Гаши има некое влијание во Скопје, но се уште не го има видено Африм Гаши да пие кафе или да пие чај со Даниела Арсовска или да трча заедно со Татјана Лопарски по кеот, со драгата Даниела Арсовска. Тоа е суштината. И тука ги промашуваат работите. Час поскоро сменете Дженаро Гатузо стратегијата. Таа стратегија ви носи само политички порази. Цела косовска влада е донес. Има заедничка седница на македонската и на косовската влада. Еди Рама, градоначалникот на Тирана, Албин Курти, најбогатиот албанец. Како ќе му парирате на таа политика? Па имате албански коалициони партнери. Ќе водите национализам, ќе играте на националистичка карта, ќе бидете против Преспанскиот договор. Кој е ставот на ВМРО ДПМН по клучните прашања? Преспански договор, Охридски договор, референдум од 30 септември, вакцини и вакцинација, пописот во Република Македонија. Можете ли да го дефинирате ставот на ВМРО ДПМН? И прито тој став да трае барем 30 дена. Знаете ли каде промашува секојаш ВМРО ДПМН? Гледате овие бомби, пред 2 или 3 дена се објавија бомби од Зоки Милевски Кичевецот. Тој снимал. Вела дека снимал со обичен часовник, нарачан преку AliExpress. И дека со тој часовник има снимено сите тие разговори. Не го раскажам разговорот со неговата сопруга, бидејќи огавен разговор.
Бидејќи разговор кај што тој ја испрашува дали имала секс со Сашо Мјалков. Гледате тамо, кумови со куми правеле растур систем. Кумови на куми се качувале. Па тамо ви е проблем кум да бидете со некој врвот на ВМРО ДПМН. Па тие ништо не правеле освен што ги налегнувале ко машинките. Дали ко машинката вамо од Систина, дали ова ко машинка од ова студио за козметика или за разобување и така натаму и така натаму. И тоа не ја раскажам таа бомба, бидејќи е огавна. Можете сами да ја слушнете на социјалните мрежи или на YouTube. А разговорот помеѓу Зоки Милевски Кичевецот и братот на Сашо Мјалков, Владко Мјалков, за мене е запрепастувачки. Трае 17 минути. И тамо некаде на 7-8 минута Владко Мјалков му вели на Зоки Милевски Кичевецот: брат ми ме слушал 10 години. Има преку 10.000 снимени разговори за мене. Сашо Мјалков 10 години го слушал својот брат Владко Мјалков. Луѓе, која е таа деструкција? Која е таа деструкција која се случувала? Повеќе луѓе треба да дојдат на власт во Република Македонија. Па не го поставив јас Христијан Мицкоски на чело на државата. Он не го поставив на чело на ВМРО ДПМН. Сашо Мјалков на октруиран конгрес во Валандово со кран го зема детето на Бранко Царенковски, на Љупчо Ѓоргиевски Торо и го донесе на чело на ВМРО ДПМН. И тој човек 10 години го слушал својот брат. Има 10.000 снимени разговори. Тој е модел на црна вдовица, така паѓа ВМРО историски изминатите 100 години. Тие доаѓаат на власт. И кога доаѓаат на власт, прават еден паралелен систем. Со тек на време тој нивни паралелен систем станува многу посилен од системот кој ги донел на власт, кој ги има инсталирано на власт. И со тој паралелен систем тие го контролират, сметат дека ќе го контролират системот кој ги има донесено на власт и пробува да го уништат системот кој ги има донесено на власт. И така паѓа и Никола Груевски, така паѓа и Тодор Александров. Тодор Александров го формира бугарската држава, прави систем со кој смета дека треба да ја растури бугарската држава. Треба да биде во војна со бугарската држава, дека треба да биде цар во Пиринска Македонија и од Пиринска Македонија да ја командува цела Бугарија. И кога тоа не му успева, го прави истото што го прави Никола Груевски. Оди и се обидува да се договори со Москва и со Русија. Како завршува Никола Груевски? Исто кој што завршува Тодор Александров. Тодор Александров е елиминиран физички, Никола Груевски, од кога го фаќат во разговори и преговори со Русија, мора да оди на гулаш 3 пати на ден во Будимпешта. Има случај Империја 1, каде што на тацна е ставена македонската олигархија, но има и случај Империја 2. Никој не говори за случај Империја 2, каде што треба да биде формирана нова компанија, нова групација околу Јордан Орце Камча, преку која се кршени санкциите. Сеќавате дека некаде пред 5 или 6 години единствено Република Македонија не веде санкции кон Руската Федерација. И преку одредени фирми кои ги има формирано во Ростов на Дон, ги кршеа санкциите према Руската Федерација. Зато паѓаат од власт. Фатени се 100-0. И сега тие велат, држте го крадецот, овие соработуваат со Руската Федерација. Тоа е синдромот на црна вдовица. Ги носите на власт, прават систем, тоа го правеше Сашо Мјалков. Направи паралелен систем, тоа го правеше Никола Груевски, направи паралелен систем. Не му се допаѓаше комората на Бранко Азевски, направи комора на Даниела Арсовска. Не му се допаѓаше државна безбедност за Сашо Мјалков што прислушкува, направи паралелен систем која прислушкуваше не само државната безбедност, туку и својот роден братучет Никола Груевски и својот роден брат Владко Мјалков. Тоа е систем на црна вдовица. Ве носи до половина река и на половина на реката вие ја каснувате, таа се удавува и заедно со таа црна вдовица се давите и вие. Тоа е хендикепот на ВМРО ДПМН. Тоа е фабричката грешка на ВМРО ДПМН. Не веруваат во систем, тие секој функционирале надвор од систем. И кога дојдат на власт, тие сака да го уништат системот кој ги донел на власт. И затоа паѓаат така брутално од власт и 2002 година и 2016 година. И мислите дека овие луѓе ги разбрале пораките што им се праќаат? Дека ги разбрале грешките? Дека сватиле каде има сгрешено? Што прави Никола Груевски во моментот? Пишува Facebook статуси. Постењот на 10 септември. Еве што има напишано. Продолжуваат лагите, конструкциите и манипулациите, кои упорно се трудат да ми ги натоварат. Пред малку ми јавија, значи му јавиле, дека некој портал, тоа е МК Денес, мислам порталот, објавил лажна вест дека сум бил физички нападнат во Будимпешта и ред на други невистини поврзани со тоа. Човекот преспа се.
Најблиските соработници му ги ставија во притвор или во затвор. Се мачат по судски лавиринти со тих одници. Ги пушти низ вода. Остави жена, остави дете. За ништо не реагира човекот. Но не реагира на некаква лажна вест, на некој небитен портал, кој освен тие кои работат во тој портал, никој не го знае, никој не го ни чита и демантира дека бил физички нападнат. Но признава дека имал спортска повреда и дека имал одредена интервенција медицинска и дека сега се рехабилитира. Па зошто, господин Груевски, реагирате на ваква небитна вест? Па се случија милион многу побитни вести, поврзани со вас, поврзани со ваши блиски личности, ваши блиски соработници, и вие не реагиравте. Зошто не напишавте што сте се договориле со Никола Тодоров? Имало ли средба? Кој е договарал таа средба? Зошто не напишавте ништо за притварањето или бегството на Сашо Мјалков? Зошто не напишете ништо за Даниела Арсовска? Па тоа е ваш избор. Почесен конзул на Република Унгарија во Република Македонија. Па вие сте држављанин сега на Република Унгарија. Би требало да го поздравите изборот на нов почесен конзул кој треба да ги подобри економските и политичките односи помеѓу двете држави. Вие пишувате за некаква небитна вест на небитен портал дека не сте биле физички нападнат. А од што се плашите? Зошто тоа толку ве иритирало? И зошто тоа ве потикнало да посветите толку време? Гледате колку е овој напис. Гледате колку. Седнале сте напишеле 50 реда за да демантирате дека не сте биле физички нападнат. Во овој момент ми се чини, почитувани гледачи, дека кај Никола Груевски се случува процес на трансформација. И ако некаде пред 10 години тој почна од американец да станува русин, при тоа да станува русин преку овие проруски структури на кои ги отвори медиумите, телевизиите, дневните вестници, тогаш порталите во зародиш, да ја пласира таа руска политика во Република Македонија, но тој да биде бела рада и ништо да не зависи од него. Сега се случува еден ретрограден процес, кој Никола Груевски од русин во Унгарија на Виктор Орбан треба да стане повторно американец. И тоа е болен и тежок процес. И кога споредувате таков процес, кој е повторно треба од русин да станете американец, односно да бидете талибанец, изваден од пакистанските затвори и да чекате тамо во некоја чекална, можеби американците да ве донесат како овој пакистанецот што беше или талибанецот од пакистанските затвори преку Доха да бидете власт до Кабул, опасно е тогаш кога играте фудбал или имате спортски активности, може да болат колената. Тоа се процесите кои сега се случуваат во Република Македонија или надвор од Република Македонија, а поврзани со разврските во Република Македонија. И тоа е најпоразително, почитувани гледачи. Ни една порака да не е разбрана, ништо да не е сватено. Малку ке се почувствуваат силни и повторно закани, повторно предавници. Гледате, овој Facebook статус на Никола Груевски напишан на 10 септември, 2 дена после големата хаварија, 15 жртви, 15 гробови, 15 фамилии завиткани во црно. Да не се случеше ова со Титовската болница, да не се почувствува повторно силни, сигурно немаше да се заканува. Гледате, тие треба само малку да се почувствуваат силни и да почнат да се закануваат. Да барат предавници, да диференцират предавници, слуги на Зоран Заев и така натаму. Па можеш ли да излезеш и да избегаш од Република Македонија ако Зоран Заев не дал зелено светло? Ако Зоран Заев не е кренал рампата да избегаш од Република Македонија? Па ако некој е соработник и предавник на Зоран Заев, тога си ти. Ако Зоран Заев не климнеше со глава, ако Зоран Заев и Илијар Спасовски не дадоа зелено светло, ако не си бил договорен со американците, па немало да биде крената рампата за да избегаш од Република Македонија. Седи тамо, јади гулаш, пи кафе, глуми го Ванчо Михајлов, лажи ги твоите симпатизери дека ќе се вратиш во Република Македонија. Во Република Македонија може да се врати само на два начини. Како оној талибанецот изваден од пакистански затвор, однесен во Доха и од Доха вратен во Кабул, или второто да бидеш вратен, спакован во некој гепек како што избега од Република Македонија и истоварен пред граничниот премен во Табановци. Значи малку имаше потреба да се почувствуваат силни и повторно да се закануваат, да претат, ке апселе, ке беселе. Читате што прават по социјалните мрежи. Читате што пишуваат по социјалните мрежи.
Пак ли ќе го враќаме Илче Гебелс да не споружува на насловни страни? Да ни забрануват емисии? Па ги слушавте бомбите. Му се јавува Емил Стојменов на Мартин Протугер и вика ќе му исклучиме струјата на емисијата на Васко Ефтов. И повторно ќе дојдете едните или другите, едните ќе велат, ама ти си бил соработник на режимот што ми забранувал 4 емисии, ми обеле косато тоа забранување на емисии, а вторите велат, ти соработил со Зоран Заев, а јас до ситни цревца ја анализирам политиката и што се случува поврзано со СДСМ и со Зоран Заев. Зар мислите дека ова се лесни анализи, кај што кажувате дека Радмила Шакренска, дека Оливер Спасовски, структури на Зоран Заев, дека работат за преврат во СДСМ? Па тоа се работи кои е опасно да се зборат денес во Република Македонија. И затоа ја гледате емисијата. И затоа доаѓате и ме верувате, бидејќи и едните, и другите, и третите, сите ќе дојдат на древен ред. Ниту еден нема да остане да не биде чепнат, да не биде анализиран, да не биде третиран во оваа емисија. И на сите ви праќам порака, немојте да ја подценувате нашата интелигенција. Ниту сме ние глупи, ниту сте вие паметни. Единствено сте се договориле со странците и 30 години сте работеле на штета на Република Македонија. Ова е емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов. Ако ви се допадне емисијата, ново дружење четврток во 22 часот. До четврток во 22 часот, пријатна вечер Македонија. Каде да си?